можам да кажам за прошлата година имаме едно големо искуство така во Лигата на шампионите, која екипата на Пелисар на домашен терен осети со какви екипи ќе се соочиме во Лигата на шампионите. Вистина треба да бидеме свесни дека играме и сме во топ 16 екипите во Европа. Навистина тоа е за нас една голема мотивација за сите играчи, како и за градот и за клубот за Пелисар. Се надевам дека ќе бидеме подобри од прошлата година, затоа работиме напорно. Ќе одиме чекор по чекор секоја утакмица, ќе се спремаме како за Лигата на шампионите, така и за македонското првенство. Нема никој да подцениме. Нашиот пристап секогаш ќе биде 100% и сакаме нормално да повториме прошлите резултати во македонското првенство и Лигата на шампионите. Да бидам скромен, но сакаме да бидеме подобри, да извојуваме победи и да не бидеме како прошлата година. Сега во овој момент имаме проблем со два одлични играчи кои доста фалат во ротација и тоа е Домен Тајник и Павле Атанасиевич. Едноставно би бил среќен ако може да се вратат што побрзо на терена. Знам дека тоа ќе биде малку тешко и малку по-долго време ќе треба за нивна рехабилитација. А што се однесува до ростерот, едноставно морам да кажам дека на пазарот квалитетни играчи за тоа квалитетно првенство Лига на шампиони немаме. Ние сме во контакт со неколку добри играчи кои се под договор во другите клубови кои играат во европските купови, во Лига на шампиони, и тука ќе треба малку и да се почека, али во секој случај мислам дека најбитна работа ние да имаме квалитетни играчи. Јас сум тој првиот што кажувам дека, а и заедно и директорот и председателот, дека нас ни треба квалитет, не ни треба бројност. Ако имаме ние играчи кои не може да го дадат тој квалитет каде во надпреварувањата каде што ќе играме, тогаш подобро да играме со овој ростер. Ако ќе се ослободи некој добар играч, квалитетен играч, сме отворени за пазар и сигурно дека тоа ќе се деси.